Филателијата е дел од колекционерството. Има една армија на луѓе кои што се уште тоа ги забавува и е некое издвојување од оваа секојдневица пресија. Филателијата едноставно почна во 50-тите години, кога немаше телевизија, немаше интернет, тоа ни беше еден вид на прозорец кон светот. Добивавме писма, ги сечавме марките од разни земји, ги селектиравме, се менувавме со други. И можам да кажам дека тогаш имаше повеќе деца кои што се интересираа за тоа. Со текот на времето сето тоа полека се стабилизира, да кажам, на едно одредено ниво. Луѓето почна да се занимаваат и со многу други работи. Јас остана покрај филателијата и бидејќи ова хоби го наследив од татко ми, мислам, заедно одевме во Скопскиот клуб тука, јас го продолжив сега. И остана верен на филателијата со тоа што во овие подоснежни години влегувам во една друга фаза, а тоа е правење на сопствени збирки и нивно изложување, такмичење на балкански, европски и светски такмичења. Значи, нашиот репер, да кажам, на Сојузот на филателистите на Македонија, на луѓето, е странство. Сега ние излегуваме од овие рамки македонски и одиме понатаму и почнуваме да се такмичиме. Сега правењето збирка не е само просто собирање на марки или писма стари и така натаму, тоа е пред се правење на одредени приказни. Значи, една збирка треба да има свој почеток, средина и крај, треба да раскажеш приказна. Сега интернетот е прозорец кон светот и интернетот сруши многу табуа, сруши многу, меѓутоа пак филателијата не избега од она просто собирање на марки, да кажем, и редење во албуми или во разни класери и отиде во една друга фаза, се шири. Сега се шири низ своји на изложба кога одите има така наречени класи, класа на астрофилија, на класична филателија, на класа на максимум карти, тоа е изработка на разгледници плюс марки, плюс печат и така натаму. Меѓутоа, она што е најважно, што во светот се цени, тоа се комплетните збирки со кои што учествувате на тие меѓународни изложби. Мене лично ме смирува, во смисла се издвојувам тие саат-два кога ќе имам време и така натаму, кога ќе сакам, се издвојувам и се оддавам на проучување. Значи не е едно просто собирање на марки, тука има многу истражување, има многу, како да кажам, да се види во позадината. Например, писмата меѓу двете светски војни на овие простори македонски, кога разни војски оделе, така се пишувало, се правело, се снимале селата, војните и така натаму, има и свој тек на настани по печатите. Печатите се она што е најинтересно, разни воени пошти, разни цензурни пошти. Сето тоа се обработува денеска и малку или повеќе е обработено на Балканот тоа, кој како што издавал и така да има многу простор за проучување. Сега филателијата во 20. век, после 2000 година станува, како да кажам, масовна работа. Ако марките се печатат во милионски тиражи, тука не може да барате нешто ретко и така натаму. Значи, она по-силната филателија е некаде до 50-тите години од минатиот век.
Меѓутоа, тоа не значи дека филателијата одумира и дека денеска не се бават со. Напротив, филателијата е хоби број 1. Кога ќе излезете надвор на изложби, на аукции и така натаму, ќе видите едно страшно прво поле на финансирање. Збирките што се наградуваат денеска на светски изложби и така натаму се ценат некаде од 100.000 евра па нагоре. Сакам да кажам, колку повеќе ќе вложиш, толку повеќе на крај ќе придонесе. Меѓутоа, цената е само еден сегмент на вашите збирки. Има неколку, да кажам, критериуми по кои што ви ги оценуваат збирките. Не се сите со исти процент, но тука е некаде, например, знаењето игра 35% од 100% вредноста, што ќе добиете игра знаењето. Значи, вие мора да користите литература, вие мора да каталози и така натаму, и оно што ќе го напишете да биде екзактно. Во колку изложувате некои поретки или поспецифични марки кои што ги одбележувате во вашата збирка, судиите што тоа го оценуваат имаат право тоа да го проверат, со тоа што, например, на некои марки позади има печат дека е таа марка атестирана, дека е вистините и така натаму. После вие оценуваат приказната на збирката, како има свој почеток, средина и крај. И така натаму, сакам да кажам, во денешно време, значи, е толку тоа сериозно навлезено на тие изложби да го обзема човек и, мислам, само го тера да повеќе и повеќе истражува и да создава нешто, како да кажам, нешто ново. Во текот на времето јас се префрлав од тема на тема и така натаму, формира до сегашниот мој живот неколку теми, како што е, например, ликовите на Волт Дизни, на поштенски марки. Имаме една прекрасна збирка на Халеева, Комета и така натаму, разни земји, разни настани. Сега, меѓутоа, најпрестижната, најдобро оформена моја збирка е Руската авиопошта во периодот од 1922 до 1938 година. Зошто го одбрав, да речам, тој период и баш таа тема како тема? Затоа што во текот на мојот работен век има многу патување по Русија. Се запознав со многу филателисти таму и почнав да ја формирам таа тема. Посебно еден детал од авиопоштата, тоа се вика цепелинска пошта. Значи, цепелините се превозни поштенски средства кои што се развиваат во крајот на 20-тите, почетокот на 30-тите години во Германија. Фридрихсхафен во Германија. Од таму цепелините летале низ цел свет, меѓу другите летале и кон Русија и кон Северниот пол. И баш тоа ме заинтригира и читајќи литературата, разгледувајќи и така натаму, менувајќи се, дојдов до, мислам, до една многу тесна специализација. Цепелинската пошта во Русија во еден период од 10 години, да речам. Што тоа практично значи? Читајќи книгите, видов дека, значи, руските и други експедиции кои што го населува или истражува Северниот пол, има проблем со доставување на храна, а поготово пошта на Северниот пол. И сето тоа лесно го премостуваат цепелините. Значи, цепелините преку руските градови Санкт Петербург или Архангелск, Мурманск и така натаму, летаат со брејки полни со пошта, доаѓаат на Северното ледено море и понатаму према Северниот пол не можат да одат, затоа што поради лошите временски услови. Меѓутоа, таму доле во морето ги дочекува
ледоломецот Малигин, руски. Зборувам сега за еден период од 10 години. Цепелинот стои над Малигин, ги спушта вреките со писма и така натаму со храна, не знам со што. Се работи за тоа дека тие писма што патуваат на тој начин носат едни печати во самиот цепелин горе, кои ќе се спуштат во ледоломецот Малигин, имаат друг печат и ледоколот оди према Северен пол и потоа ја предава поштата на овие експедициите. Истиот начин и повратната пошта назад. И тоа се сега изуzetно ретки и многу интересни, да кажам, детали, а поготово марки и писма. Со таа моја збирка за руските цепелини од 2007 година наваму редовно учествувам на сите поголеми европски изложби и еве нема една година да не сум добил некој медал. Сребрен и бронзен и така натаму, за да дојде човек повисоко ќе треба многу повеќе да се вложува, да се понатаму тоа проучува и обработува. Што е креативноста како нова фаза во филателијата? Тоа се така наречена изработка на максимум карти. Максимум карта е еден производ, значи ако имаме една марка, барате слична тематика или иста тематика на таа марка и марката е лепите од озгора на картичката, не од позади, и се става специјален печат по пошта и тие три елементи, картичка, поштенска марка и печат, прават максимум карта. Со тие максимум карти има точно класа за такмичење во филателијата, се вика максимафилија и што се оди на такмичење, се прават избори на најубави максимум карти и така натаму. Имаме хиперпродукција сега на поштенски изданија. Секоја земја практично се натркува да го подобри својот имидж низ поштенските марки, објавувајќи настани, ликови и така натаму. И поштите почнуваат, да кажам, да попуштат и прават така наречени персонализирани марки. Тоа значи секој од нас со уплата на одредена сума може да си направи своја поштенска марка. Средината на 90-тите години си поставија едно многу убаво прашање. Па мора ли поштенските марки да бидат од хартија и да бидат во правоаголна форма или коткаста форма? Не. Може да бидат големи, може да бидат и од разни материјали. И така почна во тоа преднечат швајцарската, австриската пошта и потоа се пуштија сите други пошти и почнаа да прават поштенски марки од разни материјали. Например, едни од најубавите се првите марки, така наречени везени марки од Австрија, со ликот на рунолист, Еделвајс, познатото цвеќе од Алпите. Швајцарија, да речем, на тоа одговори со дрвена марка, исече едно дрво ненормално старо и од пилевината пресуваше марки. Најново сега е од некој посебен материјал, марката ја имитира човечката кожа.